Ресорното Министерство за земјоделство согласно Пржинскиот договор го менаџираат и власта и опозицијата. Економски магазин побара интервју од министерот Михаил Цветков, кадар на Социјалистичката партија, и од неговиот заменик Ванчо Костадиновски, кадар на ВМРО-ДПМН. Ниту еден од нив не одговори на нашите барања. Интервју прифати само дополнителниот заменик министер Љупчо Николовски, кадар на СДСМ. Според Николовски, субвенциите се само фарса на владеачката коалиција и се користат за манипулација со земјоделците, особено во изборни години. Со Николовски разговараше Сонја Јанковска. Владеачката ВМРО-ДПМН во отчетот неодамна презентираше дека во изминатите 10 години се исплатени 765 милиони евра за директна финансиска поддршка за земјоделството. Прилично висока сума. Колку овие милионски суми во изминатите години ги дадоа планираните ефекти во однос на зголемување на земјоделското производство и извозот ни крајно намалување на увозот на храна? Па не треба ВМРО-ДПМН да ни кажува реалноста, фактите, податоците и наши и на нашите институции, на Државниот завод за статистика, но и на Светската банка се сосема спротивни од тоа што ВМРО-ДПМН го говори. Субвенциите се една фарса во овие 10 години и дури на отчетот презентира и различни бројки. Еднаш Пешевски вели дека се над милиарда, еднаш 750 милиони. Како и да е, она што се показатели, она што е состојбата на терен е сосема спротивно од тоа што ВМРО-ДПМН го говори. Имаме 200.000 хектари необработливи површини, имаме преполовен добиточен фонд кој што се податоци токму извадени од Државниот завод за статистика, имаме огромен негативен трговски биланс со странство во делот на трговската размена на храна и имаме огромен увоз. Увозот ако бил оваа година 2015 е 700 милиони, 2006 бил 367. Преполовен е добиточниот фонд по било кој основ да гледаме. Тоа говори за распределбата на субвенциите и токму за овие пари кои што се влезени во земјоделието, дека немаат никаква развојна компонента, односно се средства кои што во најголем дел се исплаќаат селективно, во најголем дел се исплаќаат пред избори, нешто за кое што постојат точни податоци. 2013 година, ден пред молкот се исплатени 48 милиони евра. Половина од земјоделскиот буџет е исплатен токму пред избори. Тоа говори за целта на овие субвенции, кои што воопшто не се развојни, односно се со цел да се манипулира со гласачите, со земјоделците и да се користат особено пред било кој избор. Како ја оценувате владината политика, односно моделот за субвенционирање во изминатите 10 години? Токму овие податоци го потврдуваат дефектот кој што го имаме во делот на оваа преродбеничка политика на субвенционирање на земјоделието токму во овие 10 години. И за следните 3 години се најавуваат милионски субвенции за земјоделството. Според владата, според нивните проценки, ефектите се видливи, расте извозот, расте земјоделското производство. Да повторам, 200.000 хектари стојат необработени, увозот на храна е зголемен и дуплиран во целиот овој период, имаме преполовен добиточен фонд и ја не знам како може да се збори за тоа дека дале субвенциите резултат. Владата најмалку може да се фали со земјоделието. Ние видовме, не се тоа што го правевме, дека таа може да се нарекува земјоделска влада само по однос на тоа се што има правено во рамки на и преку ресурсите на ова министерство. Дали е тоа додолување на земја, дали е тоа додолување на субвенции. Реалноста во Македонија веќе се откри и ја видовме вистината буквално преку сето она и ние, но и сите луѓе кои што се занимаваат во овој дел го направија во овој период. Имаме затворени нетранспарентни институции, особено платежната агенција која што важи за една од најконтроверзните институции под раководство на Никола Груевски и тие не одговараат на ниту едно барање за кое што имаме право да и ние, но и јавноста да знае за тоа кои се корисниците, како ги добиваат, дали платежната агенција, кои овие најголеми корисници на субвенции за кои што збори извештајот на Светска банка, оди во контрола и не оди. Буквално имаме една тотална блокада од страна на оваа агенција која што се фали
со исплатата токму на овие милионски субвенции, за кои што податоците покажуваат информациите, показателите дека немаат никаков ефект и е потребна итна промена на токму ова земјоделска политика. Да, во делот на Агенцијата за финансиска поддршка, вие во јавноста неколку пати излеговте со документи со тврдења дека постојат малверзации во однос на исплатата на субвенциите, дека не се почитуваат роковите за исплата на субвенциите, дека има партиска распределба на субвенциите, меѓутоа агенцијата го тврди спротивното. Таму вела дека сите рокови се испочитувани и дека комплетно се исплаќа сумата за намената за субвенции, дека стигнува до вистинските земјоделци. Платежната агенција не вели ништо и не одговара на ниту едно наше барање. Официјално според Законот за извршување на буџетот 148 милиони евра во последните 3 години според нивни показатели, не се тоа наше, се не е исплатени. Како може да тврда дека целосно се исплатени? Тоа значи дека исплатата на субвенција е 60 до 70%. Кога тие потврдуваат дека 150 милиони евра, еве не ги исплатили. Нека излезат на терен за да ги видат и решенијата на луѓето, за да ги видат и пресудите, правосилни и извршни на управниот суд, повторно нивен, кои што се правосилни извршни, а не се реализирани. Односно, илјадници решенија има кои што не се исплатени на земјоделците. Огромен дел од земјоделците се одбиваат смислено со намерни, смислени административни грешки кои што им ги прават и сето тоа ќе го видат доколку излезат на терен и бидат со земјоделците. И таму, но и тука во министерството. Илјадници се таквите случаи кои што поминаа и кај нас, кои што се одбиени, односно кои што имаат решенија во рака, кои што имаат правосилно извршни пресуди, а платежната агенција не им исплаќа. Но видовме зошто не им исплаќа, за да стигнат парите од токму преку ова министерство кои што одат, а кои што велат дека се субвенции на луѓе кои што се блиски на власта, на новинари кои што се блиски на власта, луѓе кои што работуваат и на фирми кои што се буквално поврзани со власта и со фамилијата. Неудамно истражувањето на новинарската мрежа Бирн, која создаде една база на податоци за субвенциите, покажа дека во топ 5 компании кои што добивале најмногу субвенции и самото Министерство за земјоделство. Како го коментирате тоа? Како може една институција како Министерството да биде во оваа група на компании кои што добиваат субвенции? Па и тоа е дел од сите малверзации и манипулации кои што се прават и е сосема нејасно за нас. Меѓутоа станува збор за кредити на земјоделци кои што биле давани, во кои што се наоѓа како гарант државата или пак на договори за цесија каде што со подпишувањето на тие договори парите првим одат во министерството. Ние немаме увид, ние немаме евиденција, се наоѓаме во институција која што е максимално нетранспарентна, но која што ќе мора токму да одговори на овие прашања. Што предвидува платформата на СРСМ за развој на земјоделството? Ние првим предвидуваме ревизија на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште, затоа што тоа е еден клучен проблем. И ние објавивме мноштво на случаи во кои што имаме фалсификувани договори. Имаме доделување на земја надвор од законски пропишената постапка, со постапки кои што се измислени од страна на раководители на подречни единици и слично, со разна размена на земјишта. Имаме договори кои што се склучени од луѓе кои што не се овластени. И тоа се стотици на такви случаи за кои што ние збориме во целиот овој период и токму затоа стои земјата необработена или се дава во подзакуп што е кривично дело, а за тоа се земаат субвенции. Тука е првиот дефект на земјоделските политики, доделувањето на државната земја, и затоа мора да се направи целосна ревизија, генерална со закон и да се даде, односно да се врати земјата на вистинските земјоделци, да бидат мотивирани, да имат од што да првин да екзистира. Втората се субвенциите, кои што ги зголемуваме на 160 милиони евра, но по нов модел на субвенционирање и со тоа што субвенциите ќе ги добиваат земјоделците на време, по нов календар, тогаш кога им се потребни, тогаш кога имат трошоци на производството, ќе инвестираме 10 милиони евра секоја година од буџетот во системи за наводнување, што е исто така многу битно.
веднаш ќе го донесеме законот за зелена нафта, кој што пред само неколку недели го пуштивме во собрание и беше одбиен, односно не беше прифатен од ВМРО ДПМН, со тоа што ќе имаат земјоделците поевтина зелена нафта. Државата ќе учествува во договарањето на откупните цени, 30 дена пред секој откуп ќе биде партнер во договарањето на цените за земјоделското производство и ќе мора да интервенира во целиот тој дел. И сега министерот, владата имат право и обврска согласно Законот за земјоделство и рурален развој, член 37, да кога има пореметување на понудата и побарувачката, да преземат мерки на интервентен откуп. Мора да биде целосно заштитен земјоделецот, мора да се отворат нови пласмани и земјоделецот да добие целокупна вкупна заштита од државата.